Центарот на Тетово половина година се дави во прашина поради запрените активности за реконструкција на тротоарите. Во април година во општината го раскопа тротоарот од каде го изваде асфалтот, постави песок, но проектот не го заврши до крај. Ова јавна површина нефреквентна во градот се уште не е поплочена. Жителите од стамбените објекти долж тротоарот велат дека прашината од тротоарите ја внесуваат дома, а не можат ни прозорец да отворат. На овој потек овде живеат најмалку 3000 луѓе во овие згради. Овие станови и луѓе се изложени на прашини во најтешко време од годината, кога беше катастрофално вруќе. 6 месеци трае ова агонија наша. Никако да се дефинитивно разреши. Ние како жители бараме да ни се врати асфалтот, ако не може друго. Макар да проектот знаеме од коцки треба биде. Меѓутоа, нека ни биде вратен асфалтот и со тоа ќе бидеме задоволни. Жалам што се растурија велосипедските, се растури тротоарот, се растура се, а некој седи без да трепне ни со рак. Мислам, има некоја чудна агонија во овој случај и не би требало да се чека повеќе. Граѓаните велат дека властите неколку пати им ветиле дека ќе се постават бекатон плочки, но наместо тоа, поради дождовите на местата на тротоарите се појави огромни дупки, каде тетовци често пати се повредуваат. Имаше многу проблеми со дупкиве што се отворени. Така да паѓа луѓе, може некој да скрши нога вамо тамо и остана 6 месеци скоро остана како отворен проблем. Не би требало да биде така. И што рече пријателов, носиме дома прашини, дома преку балконите за никаде, катастрофално. Поготово што беше уште од летоска кога беа најголемите вручини. Епидемија ќе фатиме, за никаде ќе биде проблем, голем проблемот. Барем сега пред избори, сега барем нека го направи како обеќање тоа, да речам се маркетинг, да го речам се тоа пред избори. Не знам колку жени пада тука, сваки дан. Ние само еден, сваки дан пада тука. Секој дан паѓат по двојца, по тројца тука. Општо веќе 3 месеци никој не ни гледал, ни што се прави никако. Еднаш ја викнав милиција, дојде убидат и тај човекот зема во штета. Од општина Тетово на почетокот од месец август истакна дека фирмата која го реконструирала тротоарот подолго време не можела да се снабди со бекатон плочки како што налага проектот. Материјалот истакна тогаш дека ќе пристигнал за неколку дена и веднаш ќе се пристапело кон реконструкција на тротоарот, зошто состојбата на терен и по поминати месеци половина нивното ветување иста. Од општина Тетово не добивме одговор. Петте кандидати за градоначалници на општина Тетово денес седнаа на заедничка маса и потпишаа кодекс за фери демократски избори. Со кодексот се обврзаа да водат позитивна кампања и активно да ги промовираат принципите на фери и слободни избори со тајно гласање. Свој подпис на документот ставија кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Горан Манојловски, кандидатот за градоначалник од Демократската унија за интеграција Теута Арифи, кандидатот за градоначалник од партијата Беса Билјал Касами, од ДПА Бардуль Даути и Атнан Незири, кандидат за градоначалник од Алијанса за албанците. Денеска потпишавме свечена изјава дека ќе се залагаме за фер, демократски и слободни избори. Се надевам дека овие избори така и ќе бидат. Овие се локални избори за локална власт која треба да се занимава за конкретните, реалните проблеми на граѓаните во Тетово. Затоа се надевам дека и понудата ќе биде конкретна, реална за решавање на таквите проблеми, а не за некои фиктивни прашања кои не се реално поврзани со локалната власт и со ингеренциите на локалната власт. Честито нека не бидат локални, фер, демократски и слободни избори. Сакам да ја користам оваа прилика да се заблагодарам од се срце на Државната изборна комисија за денешната активност и иницијатива, да не собере овде сите нас заедно за да подпишеме еден документ како што е денешниот. Сите ние денеска зедовме обврски да учествуваме и да придонесуваме за фер и демократски избори. Им посакувам на сите кандидати кампањата да им биде успешна, отворена, додека на крајот одлуката на граѓаните ќе биде тоа што е најважна за сите нас и нека биде така како што ќе одлучат почитуваните граѓани на Тетово.
Денеска подпишавме свечена изјава за фер, слободни демократски избори. На сите граѓани на Тетово им пожелувам позитивна кампања, значи тие позитивно да одредуват за кандидатите врз позитивна база, врз база на тоа кој кандидат каква понуда има за подобра благосостојба на граѓаните на Тетово и подобар стандард и подобро живење во Тетово. Се надеваме дека овие избори ќе бидат фер, демократски и слободни. Се надевам дека оваа порака што испративме сите ние, 5 кандидати, денеска со подпишувањето на Кодексот за фер и демократски избори, искрено ќе допре до секој граѓанин на Тетово и ќе представува една водилка и начин на кој што ќе треба да се спроведе предизборната кампања. Ги повикувам сите граѓани на Тетово, без разлика на нивната национална, етничка и верска припадност, да го искористат своето демократско право, да излезат во што поголем број на 15 октомври, да гласаат за најдобрата програма, да гласаат за едно подобро Тетово. Кодексот за фер и демократски избори денес синхронизирано во исто време, а на различни локации го подпишуваа и кандидатите за градоначалници на општините Јегуновце, Теарце, Брвеница, Боговиња и Желино, како и сите општини во Македонија. Подписници на Кодексот во општина Јегуновце беа Тони Коцевски, кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН, Дарко Блажевски, кандидат за градоначалник на општина Јегуновце од СДСМ, Орхан Амити, кандидат за градоначалник од ДУИ и Беса Ремини, кандидат за градоначалник на општина Јегуновце од Беса. Учесниците во изборите за градоначалници и членови на советите на општините и на град Скопје закажани за 15 октомври го подпишуваат Кодексот врз основа на член 8В од изборниот законник. Во Кодексот пишува дека учесниците на локалните избори се обврзуваат пред другите учесници и пред граѓаните на Република Македонија дека ќе ги почитуваат сите закони, правила и прописи кои се релевантни за изборите и дека нема да вршат притисок врз вработените во јавната и државна администрација. Понатаму пишува дека се обврзуваат и дека ниедно вработено лице или граѓанин нема да биде предмет на било каква закана во однос на своето вработување и социјална сигурност, како резултат на неговото поддржување или неподдржување на било која политичка партија или кандидат. Локалните избори за градоначалници на општините и членовите на Советот ќе се одржат на 15 октомври, а од утре и официјално започнува изборната кампања за представување на програмите на кандидатите и политичките партии. Попладнево во просториите на Општинската изборна комисија на Гостивар, кандидатите за градоначалник ставија свој подпис на Кодексот за фер и демократски избори согласно изборниот законник. Со подпишувањето, тие се обврзаа дека ќе ги почитуваат законите, правилата и прописите кои се однесуваат на изборниот процес и кампањата и дека нема да вршат притисок врз вработените во државна и јавна администрација, институции и установи и предпријатија со државен капитал, ниту да дозволат граѓаните да бидат предмет на закана. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и допринесуваат за градење на доверба во изборниот систем на Македонија. Денеска, синхронизирано во сите 80 општини и град Скопје, учесниците во изборите го подпишуваат Кодексот за фер и демократски избори. Со овој кодекс, учесниците во локалните избори се обврзуваат и се ветуваат еден на друг, но и на сите граѓани на Македонија, дека ќе се придржуваат и активно ќе ги промовираат принципите на слободни и фер избори. Кодексот во Гостивар го подпишаа Невзат Бејта од ДУИ, Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН, Асаф Адеми од Беса, Себајдин Изаири од ДПА, Арбен Таравари од Алијанса за албанците и Шпати Саини од коалицијата НДП Унитети. Кандидатот од СДПМ Ленка Јовановска не беше присутна на настанот. Од Општинската изборна комисија рекоа дека таа претходно ги информирала дека е спречена да присуствува поради одредени приватни причини. Демократската унија за интеграција вчера вечер во Гостивар го промовираше кандидатот за градоначалник од своите редови Невзат Бејта и кандидатите на советничката листа со кои ќе ја бара довербата од граѓаните на престојните локални избори 2017. Во своето обраќање на конвенцијата во Центарот за култура, Бејта се осврна на реализираните проекти во изминатиот градоначалнички мандат
и на предвидените во новата изборна програма за утрешен гостивар. Заедно со мојот тим и со членовите на Советот изминатите 4 години реализиравме над 600 проекти: улици, тротоари, канализација, уредување паркови, потоа во областа на спортот, социјалата, образованието, култура, кои беа предвидени во победничката програма од 2013 година. Ја бараме поддршката на гостиварци за да направиме уште повеќе за утрешен гостивар. Ке набројам само неколку од проектите кои планираме да ги оствариме: изградба на нов плоштад кој ќе го направи гостивар најубав град во Македонија, изградба на нов мост на Вардар, потоа отворање на слободни економски зони, обезбедување јавен транспорт, отворање на музеј, уметничка галерија, поставување на подземни контейнери, со што нашиот град ќе биде уште почист. Тука сакам да го споменам и конечното решавање на проблемот со депонирањето на комуналниот отпад и гарантирам дека Гостивар ќе биде најчист и најеколошки град во Македонија. Шефот на изборниот штаб на ДУИ во Гостивар, Башким Хасани, ги представи кандидатите од советничката листа, со носителот Насир Муслиу. Нашата програма со која излегуваме нови избори е создадена според барањата на граѓаните, со многу нови проекти за доброто на Гостивар и гостиварци. Ја бараме поддршката од гласачите како тим кој што реализира тоа што го ветува. Во својата порака упатена од конвенцијата на ДУИ во Гостивар, лидерот на партијата Али Ахмети повика на фер кампања без навреди кон противниците. Ги слушам опонентите од другите политички партии како обвинуваат, навредуваат и сметам дека таа практика не е во ред. Ние не го правиме тоа. Ние на избори излегуваме со енергија, потенцијал и квалитетен кадар, подготвен да работи и затоа сум убеден во успех. На конвенцијата говореа и кандидатите од советничката листа: Гентијана Бектеши, Алберт Јакупи, Дженета Хусеини и Адис Исмаили. Постои сеопфатна законска рамка, но се разбира дека зависи од луѓето кои учествуваат во изборите, властите, општините, Државната изборна комисија, како таа рамка тие ќе ја спроведуваат. И тоа е она што ние ќе го наблюдуваме, вели шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР во Македонија Одри Гловер во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Well, I think just before I answer that, I should explain that we do, as you rightly say, have 20 long-term observers who have been briefed yesterday and are being deployed into the regions. But we in the core team, we are 16 people, and we will stay in the capital. And then, as you suggested, there will be more short-term observers coming just before election day. But to turn to your question, of course, the voter list is very important because we are here to observe what happens, and our concern is for the voter. It's the elections are for the voter, not for us. And so we are observers, and we observe what's happening. The voter list, as I say, is important because we do believe in equal and universal suffrage, and this is something which we're watching very carefully. And the voter lists haven't been finalised yet in any event. But as I say, we are watching this because we have made recommendations about voter list in the past, and so we are watching very carefully what is happening in relation to that. Создадени ли се сите предуслови за да имаме регуларни избори на 15 октомври? Well, there is a comprehensive legal framework, but of course it's up to the people who are participating in the election and the authorities and the municipal and the central elections, the State Election Commission, as to how this framework is implemented. And this is what we will be watching. The ODIHR has made recommendations in the past relating to the whole electoral procedure, which is what we cover, and we of course now will be looking to see to what extent those recommendations are being implemented in line with the OSCE Copenhagen commitments, and this is what we will be looking at. Одржувате секојдневни средби со политичките партии во земјава.
Кои се пораките кои што им ги пренесувате и колку тие се расположени да ги слушнат насоките кои што вие им ги давате во функција на одржување на фери, слободни, демократски избори? Well, of course we have meetings with all the political parties, but at this point in time, as I mentioned before, we are observing. And we don't interfere in elections in any way. We observe what's happening. And we're not election police as such. So we are on the side of just watching and reporting what is happening. And we can't interfere and give advice to any political parties or any organizations or authorities at all at this point in time. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР во Македонија Одри Гловер, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со умерена облачност, попладне облачно со услови за локален дожд. Утринската температура се движеше од 5 до 10 степени, а дневната од 20 до 25 степени. УВ индексот изнесуваше 5. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд и посвежо. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13 степени, а дневната од 16 до 22 степени. УВ индексот ќе изнесува 4.